ја користам, Арбен, оваа ретка можност да ти го честитам статусот звезда на социјалните мрежи. Звезда 5-минутна на социјалните мрежи или звезда целодневна. Навистина, воодушевен сум од твојот потек, што одби на македонски да одговориш на прашање на новинарка македонка, која што ти постави прашање на македонски, и тоа што така витешки, така храбро одлучи како функционер на Македонија да одбиеш да и дадеш одговор на македонски јазик, инаку јасен е законот каков треба да биде, но ти на прилично добар македонски одговори дека не сакаш да зборуваш македонски. Секоја чест, кидам капа. Многу умно, многу паметно, многу инклузивно, многу со животски би рекол, многу полно со љубов, особено кон македонците. Види, ти се може, бе, брат. Ти се може. Само лоше е што овие провокации ги правите нон-стоп. И не знам зашто тоа ви брка работа. Дали сега пред избори, па сите сакате да се покажете кој поголем албанец е, па нешто може дуи ви диши у врата, они се јасно се нивните политички ставови какви се и која агенда бркаат, па сега нешто као да им парирате. Ама гледано сукцесивно, штетата што ја правише голема, затоа што после вакви провокации едноставно будиш пизма кај македонците, наместо да бидете интегрирачки фактор, конечно да се смени приказната, да се смени наративот, да се смени играта. Пази, ја немам ништо против да се договориме ние и вие, окей, еве, ако треба и ние македонците, да изучуваме некој у школа, некој албански на некој основно ниво, колку да можеме нели да се разбереме со вас, ако сакаме приватно, да ви направиме чест со тоа што ќе ви проговориме на албански, значи би немал никаков проблем за таа работа. Но да видам промена на приказната и кај вас, да почнеме од тоа нема истакнување на знамиња од странски држави на територија на Македонија. Еве, тоа би било добар потек. Да кажем исто така, би прифатиле да учиме и албански, ако се договориме дека тоа дека вашите спортисти ќе пеат химната на Македонија на разни спортски настани, доколку играат за репрезентацијата на Македонија. Немам проблем со тоа. Само дајте да направиме нешто да ја смениме приказната. Станува досадна, станува ретроградна. Станува штетна, нефункционална. И до кога планирате да ги терате овие национално-романтичарски приказни од 19 век? Дај кажете, планираме да ги тераме до 2035-та, окей, ќе се договориме, после тоа ќе гледаме да станеме интегрирачки фактор, да ја доживуваме малце оваа држава и како наша, да кажете, не како албанска, зборам како ваша да ја чувствувате, дека сте дел од оваа држава и дека сте едно со македонците и со сите останати. Додека некои работи не почнат да се санкционираат, изгледа ќе ги слушаме овие провокации уште долго време и треба да бидат свесни и премиерот и ВМРО дека ваквите провокации од страна на нивниот коалиционен партнер им прават огромна штета. Огромна штета. Фактички, многу подмолно ваквите ликови со вакви провокации ви мочаат у супата. И мора просто кажано да ги ставите во ред. Одберете како, дали со нормален разговор, дали вака, дали онака, дали со закана од казни, од санкции, од не знам шо, појма неам. Но почна да станува многу дегутантно, премногу нападно, а македонците соочени со она што им се случуваше последниве години, нормално дека веќе немаат трпение за такви курназлаци, за такви провокации. Кој ви дава право? Кој ви го штити грбот? Кој ви дава сугестии, инструкции, ингеренции
да продолжите да туркате приказната од 90 од 80 години овде, поготово откако се случи војната 2001 агресијата од Косово во Македонија и откако ги добивте сите права, барем сите оние права кои што тврдевте дека ги немате и дека сте граѓани од вториот. Сега можеме сите да се сложиме далеку сте граѓани од вториот, дури седите во редот пред многу македонци. Особено вие политичките елити. Седите многу редови пред голем број дел од македонците. И со бенефици, и со ситуираност, и со стандард, и со можности, и со прогледувања кроз прсти, и со неказнивост, и со права. На некој начин сте вие многу поеднакви од другите. Сите сме еднакви, али да го парафразирам Джордж Оруел, тој да го цитирам. Сите сме као еднакви, ама вие сте малце поеднакви од другите. А згора на се, звучи као обично излитена фраза: ние ве плаќаме и ве чекуваме барем малку лојалност и почит. Да, македонците највеќе ве плаќаме, рака на срце. Вот има многу места, не знам како да ги наречам, сиви зони, кај што вие не плаќате нешто даноци, нема фискални, нема ова, значи македонците генерално ве плаќаат. Зашо? За да излезете пред медиуми и да провоцирате со национал-романтичарски, етнофашистички провокации, потези, намери, амбиции, така натаму и така натаму. И ако се земе се на некој таз да се стави, на крајот на краиштата, ја заматувате водата. Нон-стоп ја матите водата. Зошто имате потреба овде да се мразиме меѓу себе? Зошто сакате и понатака некој да гледа на вас како фактор на разединување, како фактор за дезинтеграција? Барем бидете мужи до крај, излезете, договорете се и вие и дуи. Ако сте мужи до крај, објавете дека одите на референдум за отцепување од Македонија, да знаеме, и за припојување кон Албанија и Косово, да знаеме на шо сме. Али уште не е дојдено времето за тоа, така? Уште ги криете нозете. Фактор на тешка дестабилизација би било тоа на Балканот. Американците или некој тамо од Конгресот, од тие лобираните што се конгресмени од страна на албанското лоби, веројатно вика: "No. Уште е рано. Ќе дојде моментот." Само треба нашиве да бидат свесни дека тој момент секако ќе дојде. Кога тогаш? Може да дојде многу брзо, зависи како ќе се одвиваат овие, како ќе се разврзуваат овие заплети на најневралгичните точки на геополитичката карта на светот. Така што може да се случи многу брзо да го повлечете тој потек, затоа што очигледно немате намера да отстапите, немате намера да ја почувствувате оваа држава како ваша, и македонците и сите останати вистина да ги осетите како ваши сограѓани, како ваши земјаци, како и оваа држава како ваша држава, оваа химна како ваша химна. Но, само да знаеш, драг Арбене, звезда на социјалните мрежи, денешна звезда на социјалните мрежи. Пази, не сум сигурен, само контемплирам на тема односи во светот, геополитичка шаховска табла и така му натаму. Само контемплирам, не морам да сум управ. Да не се случи ваквите провокации, шо од вас, шо од бугарите, шо од оние фашисти во Европска Унија. Да не се случи овие провокации, одбивам да зборува македонски на поставено прашање на македонски од македонска новинарка од позиција на висок функционер во државата. Да не биде твоето одбивање на македонски денес, да значи утре давање изјава на руски. Не се знае разврската каква ќе биде. Може утре ќе мора на руски да даваш изјава, ама тогаш ќе мораш. И замислете, замислам Арбен, на руски како даваш изјава. Тој ќе биде да се мочеш од смеја. Арбен на руски дава изјава.
Кажано ви е 100 пати. Ги знаете реакциите какви се на секоја ваша провокација, особено кога ги провоцирате македонците. Вие ја терате таа приказна. Некои наши новинари ќе кажат или ваши новинари ќе кажат, нема везе, тоа е само предизборно, онака колку да се наелектризира атмосфера, да се земат поише гласови, па се игра на албанството, на таа карта на обединета Албанија, ова. Ама јас и ти, барем јас и ти, не знам другите, знаеме дека тоа не е така. Дека тоа не е само предизбори. Дека тоа е агенда стара многу децении, повеќе децении ќе кажам. И дека вие остварувате чекор по чекор. Мислам, и мене и тебе кажам, знам сега друг никој не ме слуша во моментов, така да не ми се љутиш вако 4 очи што ти го кажам ова. Сами сме да мојва мате. Можам се да ти кажам. Кажано вие знаете, ја терате таа приказна, да видиме до кога, видете до кога, размислете. Знам, внимателно следите, наслушнувате, може би прислушкувате. Особено расположението, атмосферата во западниот дел, особено кај вашиот најголем стратешки партнер, Америка, кај вашите конгресмени, вашето лоби тамо, вашето она. И уште веројатно виде во прилог. Но јас, Арбене, познавајќи, интуирајќи би рекол повеќе некои работи за тоа како функционира овој свет, кој на кого му ја ебе мајката у светов и кога му ебе и зошто му ебе, можам да ти кажам една стара црногорска. Никоме nije сила до зоре, Арбене. Или у превод на македонски, извини, молим те на македонски што ти се обреќа. Значи, извини, ако треба некоја компензација за ова, еве, кажи, јас, но ти се извинувам. Унапред ти се извинувам, однапред ти се извинувам. Од позади после, не, сега однапред ти се извинувам, од позади после ќе ти се извинувам. Тоа у превод на македонски значи, ни една свеќа, Арбене, не горела до зора. Еднаш ќе се изгаси. Ќе се сменат работите. Кога тогаш? И оној што бил горе, Арбене, ќе дојде доле. Оти патот горе е пат доле, Арбене. Малце сега кинеска филозофија, појма. Кинески, нема потреба да ти се обратам на кинески. Видиш, кинески знам да ме мата. Така се родив со кинески, извини. Затоа што, кај да е, ќе почне вашиот пат навале. Пат или пат Д со Д, пат све едно. Оти така е логиката на овој свет. Веќе почна, ако не приметуете, а треба веќе да приметите. Овој не е истиот свет пред 40 години, уште помалце светот пред 30 години, уште помалце светот пред 20 години. Во тој свет може пак да се доживеете заебани. Не се знае. Но, да не изиграваме бабаланги, мислам дека ја свати пораката, а државата треба да изреагира. На крајот на криштата кажав зашто. Не сте должни вие на власта, особено овие што се македонските партии во коалицијата со оваа на Арбен, не сте должни да пиете пенали, некој да ви го намалува рейтингот, некој да ви моче во супата, затоа што јас си порано сум рекол, целата агенда ќе им биде тоа. Секаде кај што ќе можат да удираат по слабите точки на таа коалиција. А најубаво е кога удираат во онаа точка што е поврзана со агендата Голема Албанија и оно што македонците при една таква разврска не би имале друга опција, друг излез, освен да
влезат во отворена војна. Затоа што ниту една промена на територија не завршила без крвопроливање. Ако ви е тоа целта, што да ви кажам? Бујрум. Ама ако мислите дека мирно утре задутре ќе преминете на другата страна и дека тоа ќе го направите по административен пат, како што мислат бугарите дека по административен пат ќе не побугарчат, многу се лажете и вие. Пи што судбина имавме, бре. Да живееме усред бара пуна крокодила. Веројатно и тоа е некоја, како да кажам, некоја искушение кој што мора да го издржиме. Може плаќаме за гревовите на Александар Македонски. Тоа што била империја и сега ги отплаќаме уште неговите гревови. Тоа што бил колнет, онаден, оваков, онаков. Затоа сме веројатно сега толку мали, да кажам. Но има мудрост и у таа работа. Нас 500 години турци не османлии не успеале да не асимилираат, а пробуеле, преку цвета, преку овој спасе кутриот Овчаров. Така, имало многу случаи, ама генерално не успеале. Секогаш останувале многу повеќе такви кои што одбивале да бидат робови, одбивале да бидат купени, подкупени и така му натаму. Не знам што ќе се прави, ама нешто мора да се направи. Мора нешто да се преземе. Просто кажано, на таквите провокатори, ова е молба, би рекол, до ВМРО, ДПМН, до премиерот, молба конечно на таквите провокатори да им се покаже вистинското место и да им се каже што смеат, што не смеат да направат, конечно. И ако понатаму не разбираат, да следат казни, санкции, итн. Оти ниту една коалиција не е вредна ако во неа има луѓе што работат против интересите на целата држава и против интересите на сите граѓани на Македонија. Серем ти се на таква коалиција. Ако до мене имам коалиционен партнер што малце па ќе начека момент да ми забие нош дрп. Толку. Немам више, немам.